Македонија добива на атрактивност кај странските туристи. Најновите податоци од Државниот завод за статистика покажуваат значителен раст. Во периодот од 11 месеци во 2025 година, споредбено со истиот период од 2024 година, бројот на странски туристи се зголемил за над 10%. Во истиот период се регистрира и мало намалување на бројот на домашни туристи од 2,5%. Купниот број на туристи во државава е зголемен за 6%. Најголем број туристи имало од Турција, потоа следуваат Германија, Србија и Грција. Ваквиот развој не е изненадување, ако се имаат предвид политиките на владата и активностите во оваа насока. Пред се во делот на авиособраќајот, кој минатата година заврши со рекорден број на превезени патници од двата македонски аеродрома. Вице-премиерот Александар Николовски повеќе пати нагласуваше дека владиниот план е амбициозен, а стратегијата е Македонија да стане уште попривлечена за странските туристи. Клучно во овој дел е поддршката во авиособраќајот, кој продолжува да добива на динамика со нови дестинации. Само лани беа воведени над 15 со што патувањето кон и од Македонија добина уште поголема атрактивност. Клучниот фактор веројатно е во одлуката на владата да го промени начинот на субвенционирање кој го добиваат авиокомпаниите. Наместо за патници во заминување како претходно, сега поддршката е за патници кои доаѓаат во Македонија. Освен авиособраќајот, туризмот ќе го потикне и железничкиот сообраќај кој треба да стане побрз и поефикасен, но и планот на владата за изградба на модерни хотели посебно долж патните коридори. Трендот на раст на туристите се очекува да продолжи. Според податоците кои беа вчера изнесени од ТАВ Македонија, бројот на патници на македонските аеродроми лани бил зголемен за 9%.